Добро, навистина јас сум радосен кога сите вложуваме максимално напори и си имаме разбирање, се изнаоѓаат решенија и за горливи прашања. Поминуваат месеци, можеби и година на овој горлив проблем, драго ми е што го решивме. Меморандумот значи обврска на сите засегнати страни. Сопственикот и капитал факторот директно испорача гаранција, прекуменични гаранции и сето она што представува финална гаранција за набавка и вградување на филтрите на Југохром. Работниците прифатија да веднаш со завршувањето на филтрите сите се вратат на работа и тоа е делот на договорот меѓу нив. Еколошките и граѓанските здруженија се задоволни заради тоа што нема да стартува Југохром пред да се вградат филтрите, а државата си ја зеде обврската да ја даде односно еколошки интегрираната дозвола за Југохром. Со тоа постигаме вин-вин ситуација за сите. Конечно граѓаните нема да имат повеќе ни од Југохром ни од Тетово загадување. Работниците веќе знаат дека на пролет ќе се вратат на работа. Газдата веќе има сигурна гаранција дека ќе ја добие еколошката дозвола и обезбедените пари се веќе завршени за да може секако Југохром да се стави во полн капацитет. Се надева март, април, мај идната пролет целосно во фаза. Добро, со оглед на тоа што овој процес ќе подолго трае таму изградбата на тој систем за отпрашување, кој што е практично услов да се добие таа интегрирана еколошка дозвола, практично отпрашувањето на овој меморандум значи нешто што секако веројатно би се случило како они би го завршили изградбата на тој систем за отпрашување. Прашањето ми е дали ова не го користите како предизборен маркетинг за локалните жители таму за да се вети дека ќе се рестартира проектот? Апсолутно е. Владата не е застаната во својот дел на работите и сето она што представува обврска на државата во континуитет го решаваме. А дали е предизборен маркетинг или не, може да кажат граѓаните, но ние сакаме тоа што го сработуваме, за тоа што вложуваме енергија, ресурси и капацитети да го соопштиме. Како што знаеме да признаеме одредени грешки ако се наша слабост на работењето. Транспарентноста во работењето е императив на оваа влада. Посебно јас сум среќен заради тоа што представува овој случај решение на проблеми на неколку засегнати страни. Државата имаше проблем, заради тоа што и граѓаните, еколошките здруженија, вработените, па и сопствениците имаа проблем, сите од нив како чинители имаа проблем. Јас сум многу радосен заради тоа што тоа е решено и ние го објавуваме онака како што е постигнат договор. Таму се граѓански здруженија кои што се комплетно насочени критички према било која власт. Работниците сакаат ако може уште денеска да влезат на работа. Честно кажувам, март, април или мај. Пред филтрите не може да влезат. Заради тоа што една страна нема да биде задоволна, тоа се еколошките здруженија, односно граѓаните. Така да ова е повеќе партитен договор на задоволство на сите страни.